Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски, имам чест денеска мој гостин да биде пратеник од Бране Петрушевски. Добро дојде. Благодарам на можноста да бидам во твојата емисија. Бране, 5 дена до изборното соочување во вториот круг, кои се општо гледано твоите очекувања? Еве имавме прв круг, помина како што помина, имаме многу победници, нели многу интересна ситуација, но еве кои се твоите очекувања за вториот? Па, очекуваме она кое што се случи во првиот круг, а тоа е една убедлива победа, голема победа на кандидатите на ВМРО-ДПМН, уште посилно да се рефлектира во вториот круг. Генерално, онаму каде што сме во вториот круг, сме победници на прво место, со огромна разлика во гласови, која што во најголемиот дел од општини е реално и ненадомеслива, со било какви калкулации. Меѓутоа, ние сме активни на терен, активни помеѓу граѓаните. Ја пренесуваме нашата визија, нашата идеја за општините. Оној прием кој што го добиваме од страна на граѓаните е уште поголем, со поголема енергија, така што очекувам да ја финишираме ова изборна трка со уште една уверлива, можеби и најуверлива победа на локални избори на една политичка партија. Нема опуштање, колку што гледам кога се јавувам, кога нели контактирам со луѓе, сите се некаде на терен. Не се опуштивте, еуфорија не ве зафати после првиот круг, како што гледам? Па, како што знаеш, јас и вие кога договаравме мисијата, јас требаше сега да бидам на терен во неколку села во општина Кумано, меѓутоа од почит спрема гледачите и емисијава, успеав да се ослободам и да дојдам овдека. Апсолутно немаме намера да се опуштиме. Во принцип, ние и генерална наша некоја интенција и политика е да бидеме помеѓу граѓаните. Значи, ние во континуитет наоѓаме алатки и механизми како да комуницираме со граѓаните покрај традиционалните начини и социјалните медиуми, меѓутоа имавме и убави активности на отворени канцелари на пратениците, на градоначалниците, на функционерите. Многу граѓани доаѓаат, така што ние таа перманентна комуникација со граѓаните ја одржуваме, ја негуваме, мислиме дека е многу битна за секој еден политичар. Не може да управуваш со одредени или да носиш одредени политики, а да не го слушаш фидбекот од граѓаните. Така што и во вториот круг сме сериозно активни помеѓу граѓаните, со трибини, со средби со граѓани, со разноразни активности, се со цел да допреме до што поголем број на граѓани. Затоа што ние нема што да се срамуваме. Ние сме со чист образ, ние немаме национални предавства позади нас, ние немаме лоши политики, ние немаме неквалитетни политики. Имаме со што да се пофалиме, имаме реализирани проекти, сериозни проекти и на централно ниво, имаме реализирано наму каде што сме биле власт на локално ниво огромен број на проекти. Имавме многу голем, можеби историски најголем проект од аспект на финансирање на единиците на локална самоуправа, каде што општините за прв пат во историјата на Република Македонија од владата, од централниот буџет добија огромни финансиски средства, што им овозможува една креативност во реализација на своите програми, меѓутоа им го ослободува делот од нивниот општински буџет да го наменат за други соодветни проекти. Така што имаме со што да се пофалиме, горди сме на она кое што сме го сработали. Да, сакаме да слушнеме и критика, и тоа е добро, и тоа е добронамерно, да се коригираме доколку негде сме погрешиле, меѓутоа останува онаа перманентна комуникација со народот. 27-та година во ФВВ ја почнувам за неколку дена, на 4 ноември во МТВ, прилогот ми беше македонскиот јазик во медиумите. Зошто оваа дигресија? Толку години ги следам и изборите, и партиите, и се. Има многу интересен печаток во однос на действувањето на ВМРО. Многу поинаку действувате, како една машинерија, да не речам си хиерархија, како војска се знае, се е подредено, средено и кога одите и да снимате и да правите, многу е поинаку кај другите политички партии во Македонија, да не речам пораспашано, има многу различни моменти. Не е лесно да се одржи оваа хиерархија, оваа буквално кажано како саат функционирате како некоја војска, онака се што треба, секој си ја знае задачата, распоредено и не престанавте така, многу години тоа се одвива, за разлика од другиве има драстична разлика, мора да констатирам. Мора да кажам дека искрено сега не ги следам, ама генерално јас мислам дека посебно во вториот круг нашите опозицијски партии
скоро и да ги нема. Вие го правите тој кога сте на власт и кога сте на опозиција. Така што неспоредливи се од аспект на организација со она кое што го работи ВМРО-ДПМН. Тука мора да одадам и признание на претседателот и премиер Мицкоски, кој што најверојатно поради тоа што е со инженерски ум, сепак е професор на машински факултет и таму се функционира по алгоритми и по некоја рацио и рационалност, така што најверојатно и тоа има влијание да се подобри таа организацијска поставеност на ВМРО-ДПМН. Второ, одговорноста таму на сите функционери, на сите ние кои што нели сме дел од тимот на ВМРО-ДПМН е на едно високо ниво. Имаме сериозно чувство и спрема партијата, да не изневериме нешто, да не оставиме нешто незасработено или некои очекувања кои што биле од нас да бидат занемарени, така што мислам дека имаме една перфектна организација. Имаме квалитетни кадри кои што се дел од таа организација. Тоа е огромна, голема организација. Имаме огромен број на општински комитети, имаме огромен број на структури, имаме унии, имаме сериозна структура која што е дел од ВМРО-ДПМН, која што е максимално активна на терен од членовите на местните комитети па нагоре, така што се е поставено на една правилна база, на една правилна основа, добро искоординирано. И затоа и резултатите кои што доаѓаат преку кампањата на изборите се такви какви што се. Нормално, џабе ти е и перфектна организација на терен и перфектна организација на партија, доколку она кое што во минатите години си го работел биле погрешно. Така што и тука имаме една поволна ситуација, да имаме квалитетни политики од владата, да имаме квалитетни политики во локалните самоуправи и многу е полесно нели, од маркетиншки аспект гледано, многу е полесно да продадеш квалитетен производ и не со толку голема реклама, меѓутоа доколку производот е неквалитетен и најдобрата реклама не може да го продаде. Така што мислам дека е очигледно дека една поголем степен на професионализација во делот на функционирање на ВМРО-ДПМН постигната изминативе години. Колку е битен во целата приказка кастингот, изборот на вистинскиот кандидат кој што треба да ја понесе одговорноста меѓу другото, бидејќи сепак изборите за градоначалник се одвиваат според мнозинскиот модел кој што се практикува и кај изборот на претседател, додека советите се избираат, пропорционалниот модел е тука како што е за изборот за парламент. Колку е битен изборот на вистинскиот човек и еве може ли да им кажеш како доаѓате до вистинските луѓе кои што потоа настапуваат на избори, но потоа и треба 4 години да водат општината ако претходно не биле, бидејќи имаме голем дел од луѓе кои што веќе и се покажаа на своите позиции по остана, но еве како се доаѓа до вистинскиот човек? Фотороботот како се прави? Тука и она круцијална разлика помеѓу локалните избори и парламентарните избори, кога ќе правиме анализа ќе ја дебатираме. Локалните избори генерално народот сака да види кој човек е води општината, значи многу е битен човекот, многу е битен нели во нашата кампања, затоа имавме мото твојот човек за твоето место, за твојата идина, значи да го доближиме градоначалникот до своите граѓани, така што мислам дека во најголем процент изборот на кандидати за градоначалници игра улога за еден добар резултат. Нормално и организацијата и кампањата и се она што значи една порака која што се испеќа кон граѓаните. Во ВМРО-ДПМН има една организацијска поставеност да одлуките се носат од условно кажано најниското ниво па нагоре хиерархиски гледано, така што ние започнуваме со да кажеме селекција на поголем круг на кандидати во секоја општина преку местните комитети кои што се најниска клетка во организацијската поставеност на ВМРО-ДПМН, каде што секој местен комитет на соодветен состанок предлага потенцијални кандидати за градоначалници и потенцијални кандидати за советници. Потоа тоа се сумира на ниво на општинскиот комитет, каде што се врши еден прв филтер на кандидатите, согласно напатствија и критериуми пред секои што се доставени од извршниот комитет на партијата, значи да бидат луѓе кои што се угледни, честни, кои што имаат бекграунд позади себе сите оние атрибути кои што треба да го красат еден кандидат за градоначалник. Откако ќе се изфилтрира тоа, таа одлука или тој избор се доставува до извршниот комитет на партијата, каде што се прават дополнителни сондажи и испитување на јавното мислење со соодветни теренски анкети, телефонски анкети и се она кое што е алатка за испитување на јавното мислење и врз основа на она кое што е мислење на базата,
она кое што се анкети, она кое што е одлука на извршниот комитет по предлог на претставателот се номинираат соодветните кандидати и мора да кажам дека оваа процедура, оваа постапка досега се покажува како доста успешна затоа што успеаваме на 2 изборни циклуси поред да извојуваме убедливи победи и како што и вие напоменавте, оние градоначалници кои што победија во 2021 година во најголем дел од општините повторно се кандидати и повторно победуваат уште во првиот круг, така што очигледно дека овој кастинг, како што го нарековте, не бил успешен. Се надевам дека се да само запишува рецептот, нели, бидејќи резултатите покажуваат тоа што покажуваат, но еве зборуваме, ќе одиме по градови малку да видиме како мислиш дека е ситуацијата. Најјачи ке целата приказка Скопје, сепак е град Скопје, сепак буџет од 120 милиони евра, втора власт во државата што се вика после владата, нели? Што очекуваш тука, дали е готова работата со Орце Ѓоргиевски во однос на Амар Мециновиќ или? Па апсолутно, тука и веќе и во првиот круг е завршена работата, сега можеби онака математички согласно законот на излезеноста и 50% од излезените плюс 1 не беше постигната, меѓутоа разлика од 60.000 гласови е преголема разлика, дури и за град како Скопје, како главен град на Република Македонија. Не постои друг базен на гласови од каде што би можел нашиот против кандидат да анимира поголема база на гласачи. Дополнително што ако се анализираат опозицијските партии, таму сега ќе следи еден за жал за нив тежок период, затоа што сега таму ќе почнуваат да се бараат кривци, виновници за неуспехот, ќе има многу демотивирани членови, ќе има многу демотивирани симпатизери и тешко ќе може да се измотивираат во апсолутен број колку што излегле во првиот круг да излезат и во вториот круг. Дополнително на тоа што таа разлика, таа уверлива победа, па и таа енергија или бран од првиот круг ќе се пренесе сега и во вториот круг и јас очекувам раст на солиден раст на гласовите на Орце Ѓоргиевски и уште поуверлива победа во вториот круг. Прашањето е само колкава ќе биде изразена таа победа и колкави ќе бидат потоа очекувањата на граѓаните, затоа што кога во толкава мера граѓаните ти ја даваат довербата, како што е случајот со град Скопје и Орце, очекувањата ќе бидат сериозни од граѓаните и тука мораме да испорачаме како што сме испорачувале во минатото во оние други општини каде што имавме своји градоначалници кои што повторно го добија својот мандат и се надевам дека Орце ќе има една низа на мандати, а тоа ќе значи една низа на реализирани проекти за скопјани што ќе им го подобри животот. Ние сега зборуваме за град кој што е главен град на Република Македонија, меѓутоа воопшто не наликува на метропола и на главен град. Зборуваме за справување со основни базични комунални проблеми како изнесување на смет, чистење на улици, организирање на јавен транспорт, нешто што е решено во другите метрополи во можеби 2 века претходно, меѓутоа за жал таква е ситуацијата во градот Скопје. Орце е работник. Орце е докажан како човек кој знае да реализира проекти, да работи, да решава проблеми, народен човек кој што е нонстоп меѓу народот и сум цврсто убеден дека уште во првите неколку недели или месец дена од неговиот мандат ќе се почувствува огромна разлика помеѓу она што значи политичар кој што е од народот, кој што е работник и кој што знае да работи, визави се она кое што сме го гледале претходно. Не веруваш во оние ирационални, надреалистички приказки за механичко прелевање на гласовите кај некого, така малку премногу е голема разликата, нели? Видете, ја по вокација сум информатички инженер и многу добро ја знам математикава. И во математиката таа е екзактна наука и таму не може да има различен резултат доколку влезните параметри се исти, меѓутоа во политиката е сосема различно. Во политиката 2 и 3 не се секогаш 5, најчесто се 3, можеби и 2, некогаш и 1, ако се работи за непринципелна коалиција. Така што таквите математики се далеку од реалноста. Гласачите не смееме да ги гледаме како бројка. Тоа се луѓе кои што имаат своји потреби, своји идеи, своји барања, кои што треба да те препознаат како личност кој што ќе му ја дадат довербата за да управува со
општината и да ги решава оние секојдневни проблеми со кои што тие се среќаваат, така што мислам дека тие калкулации на опозицијата се далеку од реалноста, се невозможни и како што кажав, разликата помеѓу Орсе Ѓорѓиевски и Амар Мециновиќ ќе биде уште поголема после вториот круг, што ќе значи силен импут за Орсе да се зафати за работа. Дополнително што чувствувам и одреден анимозитет во самата политичка партија Левица, и тоа се огледа по нивните настапи, меѓутоа и по одредени кулари политички во кои што се движиме. Предпоставувам, јас си имав еден статус на таа тема, дека се работи за одреден страф на лидерот на Левица Апасиев од овој резултат на Амар Мециновиќ, дека може да го засени неприкосновеното лидерско место на Апасиев. Сепак се работи за еден суетен човек кој што тоа го има демонстрирано јавно во неколку наврати. И мислам дека, или по она кое што го имам како информација, дека во наредниот период, во наредните неколку дена, ќе излезат одредени скандали поврзани со Амар Мециновиќ, кои што до медиумите на полутаен начин ќе ги испрати токму лидерот на Левица Димитар Апасиев, за да му го намали рейтингот кој што го има и за да си го задржи функционерското столче во Левица, затоа што тоа лидерско столче во Левица е вака доста платено и доста големи привилегии носи. Тоа лидерско столче носи службени возила, тоа лидерско столче носи партиско обезбедување, тоа лидерско столче носи дополнителни приходи од партијата кои што видовме во изминатиот период, дека врхушката на Левица си ги исплаќала од партиските пари, кои што се всушност буџетски пари, затоа што тие по 200.000 евра годишно добиваат директни средства од буџетот на Република Македонија, значи граѓански пари. Тоа столче значи и привилегии да се биде функционер, како што впрочем сега Апасиев е пратеник, така што мислам дека за неколку дена ќе имаме една сериозен конфликт во Левица, кој што ќе кулминира после 2 ноември и после изборите. Кај нас е чиста ситуацијата, Орце е неприкосновен победник на овие избори и она кое што ние веќе размислуваме е за фаќање за работа, реализација на ветеното и оправдување на довербата која што сме ја добиле од граѓаните и од скопјани, како во превод, град кој што го дебатираме сега. Во превод велиш Макијавели вода да му носи на Апасиев, односно целта дефинитивно ќе ги оправда средствата во овој случај? Апсолутно. Да? Ако земете да го анализирате неговото политичко дејствување или неговата политичка биографија, тој секогаш се водел од тие принципи на Макијавели, дека целта ги оправдува средства, така и него целта секогаш е тој да биде на лидерското место. Се здружувал со разноразни и учесници, нели беше учесник на Шарена револуција, беше дел од СЈО, па имаше еден конфликт во Левица кога набрка една структура која што му беше потенцијално вака противничка да му го загрози тоа лидерско столче. Па натаму, ако анализираме сите скандали кои што излегува од Левица, во принцип мислам дека секој граѓанин може да доколку го следел да го испреципира како една суетна личност која што освен некултурен и вулгарен вокабулар не покажал никаква друга политичка ниту зрелост, ниту некоја политика која што би сменила нешто во државата. Тој функционира на принцип на да си ги задржи привилегиите кои што ги уживаа се огромни, да критикува на едно ниско, некултурно и вулгарно ниво и јас често ова го говорам на него да му даеш власт, тој прво нема да ја прифати, а и да ја прифати за 2 недели ќе се откаже и не знае да функционира на власт, он не знае да реализира проекти. Јас не можам да замислам, верувам и граѓаните, тешко може да замислат дека можеме да го видиме Апасиев да пресече лента на нов, да речеме, булевар или на некој капитален проект. Всушност тие немале никогаш таква понуда. Кај нив понудата е некој ситен популизам, некое хејтерство и тоа е нивото на кое што тие екзистираат. На тоа ниво се обезбедуваат солидни финансиски средства во делот на врхушката на Левица и тоа е правецот по кој што тие действуваат.
Така да, ќе истепа некој странски политичар, така му доаѓа, така нешто зборува по куварите, но шегата настрана, еве ти доаѓаш од Куманово. Куманово е втор град, град Скопје како град Скопје, но сепак Куманово е најголемата општина според број на жители. Тоа беше уште еден неверојатен резил за победничката СДСМ, која што исто како во Скопје четврто рангирана во едно Куманово кое што порано беше бастион, слободно кажано, исто како и Скопје и дел од скопските општини. Во Скопје да бидете четврти, пети во Советот, во Куманово четврти. Еве ситуацијата во Куманово и таму има втор круг, Максим Димитриевски, знам, вие му давате поддршка. Што очекуваш таму, што се случува бидејќи си на терен постојано? За да биде појасна сликата околу Куманово, зборуваме за општина во која што ВМРО ДПМН никогаш немало свој градоначалник од осамостувањето на Република Македонија зборувам. Зборуваме за општина во која што до Максим Димитриевски, вклучително и првиот мандат на Максим Димитриевски, сите, буквално сите градоначалници секогаш биле од СДСМ. Зборуваме за еден сериозен бастион на СДСМ. Па ако се навратиме наназад, ако се присетат граѓаните, зборуваме за општина, значи Куманово и Струмица беа двата бастиона, условно кажано, на СДСМ, каде што иако имаше доминација на ВМРО ДПМН во сите други општини и на централно ниво, тука беше сконцентрирано функционирањето на СДСМ, па ако сакате и финансирањето на СДСМ во целина одеше преку тие две општини. Така што ова за нив не е пораз, не е лош резултат, ова за нив е дебакал или катастрофа во Куманово на овие локални избори, да бидат четврта политичка сила во општина Куманово, нешто кое што пред, да речеме, 5-6 години некој да ми го кажувал на мене лично, како ете кумановец и познавач на политиката во Куманово, би му се смеел. Меѓутоа, очигледно погрешните политики оставаат сериозни траги во партиското делување на СДСМ, така што има еден кандидат кој што е познат и на пошироката јавност во Република Македонија, познат по негативно, по објавување на неуставни закони, по разноразни скандали, афери. Службен вестник, да. Да, како директор на службен вестник. Но не одговараше се уште за тоа, чинам. Па не одговараат затоа што имаме стотици кривични пријави поднесени на институциите кои што стоат во судството, се надам ќе имаме можда да зборуваме за таа тема. Меѓутоа, иако познат, доживеа еден дебакал, една сериозна порака од кумановци што мислат за таа политика на СДСМ и конкретно за тој политичар. Така што во Куманово исто така, ако направиме паралела како Скопје, е слична ситуацијата, со тоа што во Куманово Максим Димитриевски како кандидат на знам поддржан од ВМРО ДПМН има уверлива предност од 10.500 гласови воопште во првиот круг, или зборуваме за 16.500 гласа за Максим Димитриевски наспроти 5.000, 6.000, ајде да речеме, гласови. Како Скопје слично. Да, така, 3-1 отприлика како Скопје по однос на независниот кандидат. И тука работата е завршена затоа што нема доволен пул, базен на гласови од каде што би можело да дојде некаков контингент на гласови или изненадување. Таму е разликата по тоа што позади независниот кандидат тајно под маса, најверојатно затоа што нема храброст, стои Оливер Спасовски и одредени една градежна, урбана градежна елита која што гравитира околу него. Да речеме така, која што гравитира околу него, кои што во изминативе години не можеа да работат она кое што беа навикнати да го работат во претходните години кои што ги спомнев како градоначалници од СДСМ додека раководеа со општините, кои што буквално во урбанистички унаказаа Куманово, со што створија сериозни проблеми во секојдневното функционирање на граѓаните покрај урбаниот хаос, покрај наградувањето на градот, дополнителен хаос во сообраќајот, дополнителен хаос во, да речеме, водоснабдување со намалени притисоци, непоставување на соодветна атмосферска канализација, фекална канализација и се она кое што значи едно нормално урбано живење за еден град или една општина која што е најголема во Република Македонија. За среќа почнавме изминатите 4 години да санираме
сериозен инпут имаме сега од владата со најмногу средства доделени за општина Куманово, затоа што и е најголема општина и формулата е по глава на жител, така што во овој момент во општина Куманово се реализираат негде 37 проекти кои што решаваат круцијални, суштествени проблеми за граѓаните. Многу проекти милиони кои што евра се во прашање. 12 на 13, сега не ја знам прецизната бројка, меѓутоа пари кои што никогаш општина Куманово не ги добила, а да бидеме искрени, кондицијата на општините во Македонија, вклучително и на општина Куманово како најголема општина, да има можеби еден од поголемите буџети, меѓутоа делот на оној оперативен буџет, што значи можност за реализација на инфраструктурни проекти е многу стеснет и нема можност да се реализираат сериозни инвестиции без помош од владата. За среќа сега ја имаме и ќе имаме една градежна експанзија во наредниот период. Дополнително, изборот ни е измеѓу овој под наводници независен кој што го протежира Оливер Спасовски и градежно-урбаната елита во Куманово, дополнително што се обидуваат и се во преговори со ДУИ, очекувајќи еден контингент на гласови од ДУИ, што исто така верувам дека граѓаните нема да го дозволат, затоа што покажавме дека можеме да го поразиме ДУИ на централно ниво, покажавме на овие локални избори дека можеме да го поразиме ДУИ на локални избори и мислам дека нема да дозволат едно враќање на некои ретроградни процеси од минатото во кои што сме биле сведоци, кои што не биле добри ниту за граѓаните, ниту за државата. Така што од друга страна го имаме Максим Димитриевски, позади кој стоиме и ние како ВМРО-ДПМН, како владина коалиција, вклучително и ВЛЕН, вклучително и Демократската партија на србите во Македонија, која што на овие избори излезе како посебен субјект, освои респектабилен резултат во Куманово, има тројца советници, 3600-700 гласа на кај 4, што е солидна бројка. И тука сме обединети не за лични интереси, не за градење на згради, не за бизнис интереси, тука сме обединети околу принципи и околу работа и реализација на проекти. И затоа ни е многу битно во Куманово овој тренд кој што го прави владата да финансира проекти во општините, да продолжи, да имаме градоначалник кој што ќе биде од владиниот тим, како што е Максим Димитриевски, да не дај Боже ни се случи Скопска Данела во Куманово, па да имаме еден независен кандидат кој што ќе почне кавги, неработење, блокади и да ни се случи ова кое што се случува во Скопје, ама мислам дека кумановци се паметни луѓе, умни луѓе, знаат да проценат, знаат да го покренат вистинскиот потек и мислам дека и тука победата на Максим Димитриевски воопшто не е доведена во прашање, ќе биде изразена со уште поголема разлика, што ќе даде убава порака на сите овие ретроградни политичари дека треба да се реформираат, треба да понудат нови политики и дека задкулисните игри, бизнис интересите, националните предавства не поминуваат помеѓу граѓаните и на Куманово и генерално во Република Македонија. Поинтересни општини е Скопски, да речеме, се Карпош и Центар. Карпош имаме водство од околу 2500 на Лукровски, во Центар пак обратно имаме Герасимовски наспрема Лабудовиќ, кој што исто така е поддржан од вас. Една слична ситуација со 2500 разлика би се рекло. Кои се твоите очекувања за овие две општини? Најпрвен искрен да видам, јас сум позитивно изненаден од резултатот во Карпош. Так. И Карпош е налик на Куманово, една општина во која што ВМРО-ДПМН не победува, бастион име на прв пат на СДСМ. победува, сега така е. Во еден круг. Не знам, мислам дека сега нека ме поправат, нека не ме земаат за 100% информација граѓаните, меѓутоа мислам дека и во Карпош ВМРО-ДПМН никогаш немало градоначалник до сега. 11 советници наспрема 4 на СДСМ, 4 на така, имаме убедлива победа, убава победа, убава предност. Дополнително што сега во вториот круг можеме да се сконцентрираме уште поактивно во овие општини кои што се останати во вториот круг, да допреме до што поголем број на граѓани, да ја презентираме нашата програма. Мислам дека Сотир Луковски исто така како кандидат многу позитивно ме изненади, една позитивна личност, еден урбан лик во Скопје, човек кој што покажа, иако е нов во политиката, едно освежување позитивно во политиката, меѓутоа покажа многу знаење, многу визија, многу квалитетни проекти и мислам дека едно позитивно изненадување, барем за мене, наспроти еден лик кој што е на црната листа на САД, кој што го пратат
милион скандали и криминали, кои што не знам више колку мандати е, мислам дека доживотна е на некоја функција, кој што ништо друго во животот впрочем и нема работено, така Сотир доаѓа од приватниот сектор и мислам дека и како има искуство и знаење што би можел да ги пренесе во менаџирањето за општината. Посакувам и очекувам Карпошани да го направат вистинскиот избор, да победи Сотир Лукровски, за да можеме да реализираме исто така квалитетни, убави проекти во Карпош, што ќе значи едно дигање на степен погоре на урбаното живење во Карпош и генерално во Скопје. Така што тука очекувам победа. Остануваат и оние истите анализи од аспект на можноста да се мотивира СДСМ, другите политички партии, дополнително што Советот веќе не е обезбеден како мнозинство, како што е обезбеден и во Скопје, како што е обезбедено мнозинство и во Куманово, така што генерално граѓаните треба да знаат дека е потребно да имаме една кохезија помеѓу централната власт, градоначалникот и Советот на општините, за да не дојдат до одредени блокади, затоа што блокадите не се потребни никому и не носат ништо добро. Така што обезбедените мнозинства во Советот треба да се потврдат преку изборот на градоначалниците и да веќе од 3 ноември се зафатат за работа. За центар што очекуваш? Интересна е ситуацијата таму е најинтересно можеби вака од сите општини кои што се во вториот круг. За мене исто сепак доаѓа од друга политичка партија, нема многу контакти и можност да се знам, со Лабудовиќ, ама ми остави вака многу позитивен впечаток, еден урбан градски лик, вака идеален за градоначалник на центар, паметен, образован, интелектуалец, смирен, што е многу битно за менаџирање на една општина. Добро менаџерско CV, многу позади него добро менаџерско CV. Сите потребни квалитети кои што се неопходни за менаџирање на општина како што е центар, исто вака е најбитната општина можеби во Република Македонија, затоа што е јадрото на главниот град. Тука очекувам и да се почувствува уште повеќе оној победнички бран на ВМРО ДПМН и на владината коалиција во целост, кој што се направи во првиот круг да се прелее сега во вториот круг, така што ќе има неизвестна битка, меѓутоа мислам дека реални се и големи шансите на Мирослав Лабудовиќ да биде градоначалник на општина Центар. Кочани е исто така интересно, иако има солидно водство вашиот кандидат Ватко, но тука се замешаа некои други работи и спадна оние информации кои што ни ги потврдија дека имало средби со ни помалку ни повеќе, не Венко Филипче, не Фани, не Чуповска и тие останатите од така нареченото раководство на СДСМ, туку дека лично Зоран Заев, предпоставувам од Дубај, фатил авионче, па дошол потоа не може до Кочани, но нели до Скопје па натаму, дека во винарски визби се одвивале средби на поранешен градоначалник на СДСМ од градот, токму со контракандидатот на Ватко, Гроздановчина беше. Како гледаш на оваа ситуација? Не се сретнува со, тој е многу интересен, не со Филипче, туку со според многумина вистинскиот председател и лидер од Сенка. Видете, неспорен факт е дека реален или вистински лидер на СДСМ е Зоран Заев, а Венко Филипче е председателот на фондацијата Зоран Заев или шоферот на Заев кога се шетаат таму и кога возат, значи се малку не треба многу интелигенција, информација и знаење за да се процени кој ги води конците таму. За мене лично некако партиски човек, генерално ако анализираме како помина првиот круг, мислам дека поддршка на Зоран Заев значи штета повеќе за одреден кандидат. Значи тој не успеа во својата струмица да после 20 години да победи со еден кандидат кој што изгуби во првиот круг, така што тоа е сериозен удар и за него и за СДСМ и една можеби од ајде така да се изразам најубавите победи на ВМРО ДПМН на овие локални избори, иако сите победи се битни, драги и не значат многу. Така што не верувам дека нешто драстично може Зоран Заев да помогне, а може многу да одмогне
на кандидатот кој што е наспроти нас. Од друга страна имаме еден надпартиски кандидат, личност која што не била партиски експонирана, меѓутоа е врвен интелектуалец, многу познат во Кочани и по мене единствен човек кој што после трагедијата што се случи во Кочани може да му помогне на Кочани да што побрзо заздраве од таа трагедија и мислам дека ќе биде уверлив победник. Јас го слушнав пред некој ден Венко Филипче дека во среда, чинам утре, ќе објавиле кои кандидати ќе ги поддржат како СДСМ и јас вака како кумановец апелирам и молам до Венко Филипче да го поддржи независниот во Куманово, за да разликата биде веќе и поубедлива до она која што го прогнозирав, затоа што во овој момент поддршката од СДСМ значи одење надоле. Неба Диела Герасимовски се прави независен кандидат, пројавува такви афинитети, сваќајки дека е буквално како джинкс, вика американците, како... Да, вие и тука, и Герасимовски, меѓутоа, и една помал општина, меѓутоа не е помалку значена, тоа е Крива Паланка, каде што победи кандидатот на СДСМ, таму буквално не се појави никој функционер од СДСМ, никој од раководството на СДСМ, за негова среќа. Претпоставам дека му била стратегија, освен на официјалниот митинг кога беше во Паланка тогаш Венко Филипче дојде, претходно во кампањата си ја тераше сам со својот тим на луѓе и можеби тоа му придонело да победи во првиот круг, затоа што јас тврдам дека поддршката на Венко Филипче, на Фани, на сите овие актуелни функционери на СДСМ значи тонење надол. И кај нив исто така е чудно што, например, јас како пратеник анализирам, да речеме нашата пратеничка група е активно вклучена во кампањата. Секој пратеник е буквално во својот град или во општините кои гравитираат околу неговиот град. Од другата страна јас не видов ниту еден пратеник на СДСМ да се вклучи во кампањата на СДСМ. Под ниво име, мрзели ви се... Мислам дека моите информации, мојата анализа кажуваат дека биле свесни дека ќе следи дебакал и дека се подготвуваат за една конфронтација во СДСМ. Низ вода, Филипче, да, го пуштаат низ вода и има одредени конфронтации во СДСМ или борба за превласт. Не помина ова што и денес го тврдат од раководството на СДСМ, особено Филипче, дека се победници на изборите? Па ја не знам дали има... не ги изборам други. Во СДСМ човек кој што верува дека тие победиле на овие избори. Мислам, како сака да ги гледаме бројките? Дали во број на градоначалници, дали во број на советници, дали во број на гласови? Ма како сака дали во број на советници кои што се во број на градоначалници кои што се во вториот круг на прво место и така, како сака да ги гледаме бројките? Убедлив победник на овие, ама не победник онака победник, убедлив победник, онака со опиплива разлика е ВМРО. Ова е дебакал од другата страна што го имаме кај СДСМ. Меѓутоа, окей, ако така мисли Венко Филипче, немам ништо против, нека си го презентираат ова како победа и нека си останат вакви какви што се, затоа што тогаш многу лесно ќе ги победуваме на сите наредни избори. И оној друг аргумент кој што го имаат дека ВМРО не изгубило, не знам, 130.000 гласа по однос на парламентарните. Еве јас ќе им хинт дадам една помош, нека ги споредат со претседателските. На претседателски имавме над 500.000 гласа, така што сме изгубиле многу повеќе. Апсолутна небулоза, не се споредуваат баби и жаби. Локални се споредуваат со локални, парламентарни се споредуваат со парламентарни, претседателски со претседателски. Зошто е тоа така? Затоа што најпрви на парламентарните избори имаме различен модел, пропорционален на градоначалничките избори се избираат со мнозински. Второ, на парламентарните избори имаме многу поголема мобилизација на гласачкото тело, односно многу повеќе луѓе гласаат за разлика од локалните, тоа емпириски се проверува и се докажува. Потоа на парламентарни избори учествуваат десетина, да речеме во простек 12 субјекти политички. И естествениот избор, да речеме на локални избори, во секој општина имаш независни неколку листи. Лична половина метар имаш. Апсолутно имаш, сега не сум ги пресметал, ама стотици политички субјекти кои што учествуваат на тие избори. Листите за поголемите општини се 30-тина, се извинувам,
30 луѓе кои што имаат фамилии, пријатели, може да анимираат гласачи, така што се дисперзираат, се делат гласовите, нормално да има помал број на гласови од парламентарните избори од еден политички субјект. Намалената излезност нормално дека влие на помал број на гласови. Потоа ние, например, на овие избори немавме листи секаде во секоја општина, за разлика од парламентарните избори, кога е изборна единица, имаме 6 изборни единици, секаде имаме листи и можност да гласаат луѓе. Потоа имаме, напоменав претходно, дека имавме коалициски партнери кои што сакаа самостојно да настапат на локалните избори, што е легитимно. Долго време се во коалиција, сакаа да си го измерат својот рейтинг во гласачкото тело, сакаа да се проверат пред граѓаните, што е многу добро. Таков случај ви напоменав дека имавме во Куманово, ДПС освои сериозен број на гласови. Тие гласови на парламентарните избори биле заедно со нас, сега се одделени, така што многу фактори влијаат да има помал број кога се споредува со парламентарните избори. Кога се споредува со локални, што е нормална анализа, што е логична анализа и кога има еден 4 годишен период за да се видат ефектите од една работа, тука апсолутно сме во предност, затоа што имаме поголем број на гласови, имаме поголем број на советници по однос на 2021, имаме поголем број на градоначалници во прв рук, ќе имаме и вкупен број на градоначалници повеќе, така што анализата покажува дека имаме раст и на гласачкото тело кои што гласаат на локални избори, и она кое што го објаснува цело време. Но не треба да се занемари дека имаме и бројка сериозна на неважички или гласачки листчина, еден тренд кој што се повтарува, кој што се зголемува и сме имале тренд и поран, и мислам и претходните избори, меѓутоа се зголемува тој тренд и тоа е порака од граѓаните која што треба да се прими и која што треба да се анализира и која што треба да се имплементира во смисла на корекција на одредени политики или во испорака на очекувања поголема. Не треба да се занемари ниту фактот дека одреден многу помало од овие 134.000, меѓутоа одреден процент на гласови гласачи кои што ние дале довербата на парламентарните, сега не ние дале таа доверба и тоа е порака и треба да се изанализира. И на крај еден исто така факт кој што влијае на изборниот резултат, тоа е и апсолутното мнение во јавноста дека ВМРО-ДПМН не победува и одреден број на некои гласачи кои што не се можеби толку политички активни, придонело и да не излезат на гласање, ти знаеш, ќе победи ВМРО, нема потреба да гласам, затоа што кога има една, да речеме, тесна битка, кога има една надпревар кој што е тесен и мобилизацијата на луѓето е поголема и повеќе луѓе гласат. Кога имаш еден надпревар политички зборам на избори, каде што однапред се знае победникот, нормално е да се очекува и дека ќе има помал излезност. Така што да, имаме одличен резултат, имаме уверлива победа, но треба да ги примеме пораките кои што значат корекција на нашите политики или не толку корекција на нашите политики, колку што побрза испорака на одредени очекувања кои што граѓаните ги имаат од нас. Токму за тоа ќе зборуваме во вториот дел, за она што го носи како резултат локалните избори како локални избори, но и она што го даваат како изим од граѓаните со довербата. Зборуваме за правосудството, за реформите насушно потребни на ова поле и други работи кои што треба да се случат во Македонија, за оние предмети стотина во фиоки што дремат и фаќаат прашина. Така што со нас се Бране Петрушевски, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е пратеник од Бране Петрушевски. Зборувавме за локалните избори. Првиот круг помина како што помина, следува и вториот. Како и да е, зборуваме за една огромна победа, која што потоа ќе има своји последици во преводно позитивни. Ова ќе биде и евеќе еден пас од народот, што се вели, давање доверба за она што го работевте досега, но и да не речам давање пас за очекувањата кои што ги имаат се уште. Зборуваме за она што требаше досега да се случи. МВР си ја сработи работата, стотина кривични пријави, кажа и премиерот пред неколку дена, нели, дека стојат во фиоките на јавното обвинителство и фаќаат прашина. Дали
ќе се работи конечно поактивно на ова поле, да се менуваат закони, но и можеби еве ќе им текне и на јавните обвинители дека ова е дефинитивно знак дека треба да се фатат за работа. Што мислиш? Јас и во претходната анализа кажав дека треба да ги анализираме одредените гласачи кои што можеби не ни ја дале довербата а ни ја дале на претходните избори. И дека тие очекуваат поголема испорака и во најголем дел мислев на ова, од делот на испорака на она што значи право и правда во Република Македонија. Да, институциите кои што се под влада и не само Министерството за внатрешни работи, и финансиската полиција и другите институции кои што имаат законска можност за прогон, имаат преку стотици кривични пријави за сериозни криминали сторени од функционерите од минатата власт. За жал, тука на тоа ниво не е јавното обвинителство, кое што треба овие кривични пријави да ги процесира во обвиненија и нормално да завршат на суд со соодветна судска постапка. Ние сме различни од СДСМ. Ако се присетиме, СДСМ кога дојде на власт 2017, првото нешто што направи е го смени јавниот обвинител. Ние дававме шанса. Затоа што овој јавен обвинител, кој што е главен републички јавен обвинител, е избран од СДСМ и ДУИ. Не сме го ни избрали. Дававме шанса за да не речат дека она кое што доаѓа веднаш како критика, дека сакаме да го узурпираме правосудниот систем, обвинителскиот систем, да правиме реваншизам, да нема ни реакција, да речеме, негативна исти од нашите странски партнери. Оставивме, дававме шанса и простор на овој републички јавен обвинител да се размовне со сиот своје знаење и работа и да законски зборувам, да си ги процесира сите оние доколку постои кривично дело, доколку постојат докази, да заврши во соодветна судска постапка. За жал, обвинителството и не сите обвинители, мора да признам, меѓутоа дел од обвинителите, има и таму професионалци, морам да бидам искрен до крај, меѓутоа овие кои што ги потенцирам се последното упориште на криминалот во Република Македонија и оние кои што за личен интерес ги бранат функционерите на СДСМ. Најави премиерот дека после изборите веднаш се како влада, како државна власт ќе се позанимава со оваа реформа. Мора да знаеме и мора јавноста да знае дека судството е засебна власт. Правосудниот систем е засебна власт во Република Македонија. Владата не ги поставува судиите, ниту обвинителите, ниту собранието. Си има орган кој што се вика Совет на јавни обвинители или Совет на судии, кои што се избираат од редот на судиите, односно од редот на обвинителите, и тие како орган ги именуваат или разрешуваат судиите и обвинителите во Република Македонија. За жал, и покрај сите и покрај сите процеси кои што сме ги виделе во Република Македонија или сомненија за криминал и во делот на судиите, ние немаме никакви санкции за судии и за обвинители во Република Македонија, освен еднаш во 2 години некаква парична казна, што е банална казна. Така што мораме во тој сегмент да се позанимаваме. Почнавме една постапка за разрешување на јавниот обвинител. Мислам дека ќе се прекина заради законските пречки затоа што сме во избори. Мислам дека ќе продолжи после изборите. Изгласавме недоверба на одредени членови на судски совет кои што се избрани како представници таму во собранието, од собранието, иако мнозинството го сочинуваат, како што реков, делот на судиите кои што се избрани како членови на судски совет. Меѓутоа ќе мораме со одредени посериозни реформи да овозможиме да имаме една независна судска власт. Оваа моментално очигледно е зависна од некого и од политички елити, меѓутоа и од одредени бизнис олигархиски елити, така што во тој дел ќе не очекува доста работа. Има одредени закони кои што се во завршна фаза, кои што се дел или од Европската агенда на Република Македонија, меѓутоа во најголем дел таму барањата на судиите, на обвинителите се исклучиво од повисоки плати. Таму тоа се законските измени, ај што не работат ништо, ај што имаат 2% доверба во јавноста, ај што земаат сега огромни плати кои што не си ги заработуваат за македонски услови, ниту ги заработуваат честно како што треба да си ја сработи, тие бараат уште поголеми плати. Така што
ја консолидиравме состојбата со финансиите, со институциите кои што беа заглавени, со одредени процеси, проекти, направивме една сеопшта консолидација на државата и сега после овие локални избори акцентот кој што ќе го ставиме како држава ќе биде во делот на справување со овој проблем кој што е сериозен проблем и за кој што можеби најголемите критики што ги добиваме се во тој сегмент. Неоправдано, меѓутоа видете, сме се нафатиле да испорачаме правда, сме отишли на избори, сме добиле сериозна поддршка и сме должни да најдеме начин и механизам како тоа да го испорачаме и сум убеден дека после избориве ќе дојде и наред дневен ред и оваа реформа на правосудниот систем и ќе почне конечно во Република Македонија високиот криминал кој што го правеле или го прават функционерите да излезе на виделина и на очиглед на правдата. Ти благодарам што беше мој гост. Ти благодарам за честа. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.